Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојавте уште едно издание, Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Вие добро знаете дека мојата емисија покрај редовните теми, следењето на политиката, се обидувам колку толку да ги следам оние аспекти на човековото здравје. Исхрана, тежина, не ме гледајте мене, збориме општо, но и јас добро ги чувствувам и ги знам последиците, што е човек кога внимава или кога не внимава. Имено, вчера бев на Кеј, малку рекреирав и можев да забележам една неверојатна работа. Тоа ми беше и повод вечерва да поканам гостин. Тоа беше огромна маса на народ која рекреираше интензивно. Но, бидејќи ја редовно идам дури и преку зима на Кеот и на местата каде што граѓаните на Скопје рекреираат, а претпоставам дека не е поразлична ситуацијата ни во другите краишта, енормен број на млади девојки, жени, мајки кои вежбаат така интензивно шпринтови, трчање, на справи и така натаму. Се сретнав со некои пријателки, поразговаравме и велат, доаѓа лето, вика, и многу интензивно цела ова работа. Викам, што правевте цела година, знаеш? Оправдание има многу, работа, обврски, времето, простор и така натаму. И кога се работи за здравје и за изглед, ја имам неколку души вака во животов, немам се како новинар, и ја поканив Мелина Милески од Силуете да поразговараме токму ова за жени. Бидејќи жените колку и да се обидувам да ги знам, не можам толку добро да ги знам. 20 години Силуете, мислам никој подобро од вас не ги знае жените и нивната психологија и потреба, така ли е? Така е, само ќе ви исправам 24. 24? Да, 25-та ја започнавме. До година јубилеј. Да. Се надевам ќе го прославиме и тука. Се надевам, да, навистина убав јубилеј и да се работи така заедно со сите граѓани, да кажам, во исто време да ги слабееме, да ги едуцираме околу исхраната. Се радувам што сме направиле многу добри силуетки овие години. Силуете не е само место за шминкање, место за масажи и така натаму. Вие имате еден цел комплекс процес на едукација за здрава исхрана, за здраво слабење, за интензивни програми, за така нешто. Иако рековме поинаку ќе го тргнеме, но ме наведува муавето токму да идеме на ова. Па јас и минатиот пат ви кажав, навистина имам наспроти еден одличен водител и после емисијата бе воодушевена зашто нашите разговори беа не подготвување и така течеше спонтано и мислам дека тоа е и убаво за разговорот да тече постојано спонтано, така да имаше многу позитивни реакции. Да, позитивни реакции. Инаку во однос на салонот би сакала да кажам дека овие 24 години работиме навистина и се едуцираме да бидеме комплетни во совети да даваме околу исхраната за здраво слабење, здраво одржување на телесната тежина, од која ќе се постигне здраво да се тонизира телото, исто така. Значи, буквално да направиме една добра форма и пред се да се внимава на здравјето. Што е со жениве? Што им е сега психологијата? Затоа што се подготвуваат за да влезат во костим за капење, мислат дека можат драстично да го сменат својот изглед, облик, тежина и така натаму. Гледам дека се оптоваруваат, дури можеби и премногу. Ајде малце едно ваше согледување и психичко и физичко, како жените реагираат. Гледам дека се прилично, како да кажам, возбудени во овој период. Ајде да не речам сега потежок збор, не би било ни соодветно, но многу се пресконцентрирани на сето тоа. Дали се работи за комплекси, дали се работи за што се работи, што е суштината сега на се ова? Јас би рекла дека овој период секогаш било, нели, пред лето, пред одморите, така некако зголемен број на клиенти и воопшто, еве као што рековте, на физичка активност на луѓето некако во последните 2-3
24 години им стана дел од секојдневие, што јас се радувам за тоа, затоа што навистина е здраво да се вежба и да се на кондиција да се има, и на кеј, и прошетки, и било каков спорт да се оди на било каков спорт е навистина здраво, но исто така велам дека е убаво и да се комбинира со една здрава исхрана. Па така да, во овој период, јас секогаш велам убаво е трите работи да се вклучат, значи здравата исхрана, физичката активност и соодветни третмани, и тогаш за многу кратко време се постигнува навистина одличен резултат, да се постигне намалена килажа, во исто време и да се затегне и мускулатурата и да се направи една убава обликувана фигура. Тоа е... Зошто жените упорно сега? Зошто не преку цела година? Зошто од каде сега наоѓаат време ако немале цела година? Да знаете дека во порано, пред 10 години, буквално беше многу повеќе во летна сезона. Како преку година, така многу помалку имаше интересенти и многу помалку клиенти во однос на сега. Сега велам дека сепак има многу поредовни клиенти преку цела година и тоа е сето тоа што многу голема кампања има за здраво слабење, за здрава исхрана, за спорт, за третмани, за сите работи што уствари се нели дел од здравјето и естетиката на телото и лицето се разбира, и затоа има многу поредовни клиенти што се одржуваат преку целата година, летно време само малце повеќе интензивираат со третманите. Можеш ли малце подлабоко, малце повеќе обширно? Жените, нивната психологија и обседнатоста, да речем, извини, моето е престрого, претешко, но ајде, како машко ќе го речам, малце го претерувате, но моето е претерано, нели, мојата констатација. Сепак било каква таа физичка активност и свртување кон поздрава исхрана, кон поздрави режими на исхрана е секогаш добре дојдено, па дури и да е кампањски. Еве, ме интересира и вие сигурно истото. Што е идејата? Дали идејата се ослободува либидото, па еве сега летна гардероба, жената повеќе и се гледа, што се вика телото, па нормално дека се подготвуваат за одмори и нормално дека сите летно време жените едноставно по летна гардероба и повеќе и се познаваат килограмите. Господја Милина, вам би е нормално, ние мажите сме малце, чекај, ало, што е работа, да олабајте се, знаете. Па затоа ме интересира оваа психологија. Има доста и мажи клиенти што започнуваат во пролет, лето, во тој период што сакаат да слабеат. Сепак мислам дека е општо, нели, не е само психологијата на жената, туку воопшто и на мажот и на жената сакаат да изгледаат поубаво, поздраво, затоа што нели се разбира, ако имаат и помалку килограми, изгледаат и помладо, изгледаат и посвежо, повеќе енергија имаат, повитални се воопшто. За мене е исто, значи и за мажот и за жената зборувам општо, затоа што во овој период нели се подготвуваат за одмори, нормално дека на плажа, сакаат да не имаат комплекси, се разбира дека секоја жена, буквално, мислам дека и секој човек доколку има малку вишок на килограми, колку и да нели има и високо мислење за себе и самодоверба, сепак мислам дека вишокот на килограмите е и така едно чувство кога не можеш да си облечеш се што сакаш, прави едно малку друго чувство. И мислам дека на тој начин се добива и таа самодоверба. Ги гледам како секојдневно и тие што слабеат многу килограми, така ги пратам неколку месеци, како полека се ослободуваат, стануваат други личности, како првиот месец ки изгубат неколку килограми, па стануваат посвежи, па почнуваат да се шминкаат, па почнуваат другачија гардероба, девојчињата. Па нормално дека на тој начин стануваат и во друштво покомуникативни и веројатно и социјалниот живот им се подобрува, затоа што тие зрачат на поинаков начин, нивната енергија веќе нема комплекси, сигурно се имаат посамодоверба и на други полења во животот, и на деловно поле, и на емотивно, и на се разбира на секое поле. Да, мислам дека е многу важно. Кога го спомнувате сите овие аспекти, многу ќе се согласам со вас, иако ја сепак сметам дека е умот над материјата и дека нели успехот во љубовта
успехот во социјализацијата сепак од овде треба да тргнува, не од физичкиот изглед. се слагам. И мислам дека, но добро, ако на луѓето им е потребна првин физичкиот изглед за да им се врати само довербата, и тоа е во ред, ја велам, нека го најдат било како, ако треба и посредно патот. Важно да го најдат, нели? Да, се слагам со вас дека е така, но сепак мислам дека е тоа една важна компонента за целосна личност, да се чувствува добро и на некој начин таа самодоверба на кај млади девојчиња што тек почнуваат да се развиваат, како што сега имаме доста така девојчиња што доаѓаат во група по 2-3 како другарки, па сакаат заедно да слабеат. Ке речете девојчиња години? Мислам околу 17, 18, Ма, па дури помалку, па околу 20 на години. Така во таа возраст кога Зошто во таа затоа возраст? што со неправилен начин на исхрана, апсолутно Си имаат деформирано тело, деформирано така. и на некој начин апсолутно никаква физичка активност, брза храна постојано и тоа доведува до многу вишок на килограми и многу често и 20-30 плюс. Значи тоа е многу. А тоа веќе оптеретува и кардиоваскуларен систем и така натаму и така натаму. А кажете ми, ми интересира особено кај младите. Ја сметам дека, нели, вас ве посетуваат жени во средни години, па и погоре и така натаму, кои, нели, со годините малку организмот отромавува, знаат да наталожат килограми непотребно и така натаму, и тука ми е некако разбирливо. Но не можам да сватам кај млади девојки, но кога ќе ми кажете ваква работа, 20-30 килограми кај 17-18 годишни, такви имате примери? Да, многу често. Што значи тоа неактивност, храна, брза храна и лоша исхрана? Кажете ми малце повеќе. Тоа значи апсолутно без овошје и зеленчук, на сендвичи и јадење надвор, постојано на брза храна, на бургери, на тостови, грицки многу. Мислам, јас постојано разговарам со нив и... Да, и што ви кажуваат? Тоа ме интересира. Тоа е тоа што они се навикнати да се прегладнува, да не доручкува, да јадат во училиштата обично чипсови или такви некои тостови, нешто сендвичи, повеќе на леп и помалку било што друго, а воопшто никаков зеленчук, никакво овошје. На тоа се сведува буквално оброкот. Потоа исто така со друштвото пак на такви јадења брза храна, пици и така натака, и тоа е тоа што главното јадење кај нив е тоа. Ретко кој јаде салати, овошје. Ретко кој барем од овие девојчиња со кои разговарам, кои направиле стварно навистина вишок килограми, тоа е од тесто и од благо. Не можам без чоколади, постојано купувам во училиште и тоа е тоа. Додека да ги научам правилно да се хранат, разговараме многу и моето мислење е секогаш така, дека мора да се научат правилно да се хранат од тоа се што и го имаме на пазарот, да кажам, нели? Од тоа што го нуди нашата кујна, која што навистина е богата. И доаѓаме на тоа што секогаш велам не за хемија, не за прашоци, не за храна што е во пакети, во пакетчиња и во кесички. Затоа што еден ден треба да се вратите на природната исхрана, треба да седнете на ручек фамилиарно заедно да јадете. И што ќе јадете тогаш? Ќе јадете пак по старо се и се, што пак многу леп, пак на крај десерт и ништо нема да знаете правилно како да се научите, затоа што ако ви е подготвена еден извесен период, да кажем еден месец, е подготвен еден пакет со одредени кесички доручек, ручек, вечера измеѓу некои ужинки кои што се прави од нив нешто. И потоа што правиме од кога ќе заврши пакетот, вториот, третиот и ќе осламнете 20 кила, на пример за 2 месеци. Кај сме тогаш? Значи, тоа е за мене најголем апсурд, да се препорачува една храна која што е подготвена од некакви прашкови и да се вели немојте да вежбате, немојте да правите третмани, немојте да се мачкате со ништо. Ова се некакви диети кои им ги препорачуваат, сега се популарни меѓу младите, тоа? Па не само меѓу младите, ова нели во последните години се појавија навистина многу производители затоа што оваа индустрија се некако е многу комерцијална секаде во светот
И многу луѓе, нормално има дебели луѓе, да кажам, кои што треба да слабеат поради здравје, естетика и така натака, и на тој начин се појавуваат компании, измислуваат секогаш нешто ново, како брзо да се слабе. И тоа е стално, господино Милина, ако сте приметиле, некое чудно растение кое расте буквално секогаш на спротивната страна од земјината кугла, крајно далечно, за кој вие абер ништо немате, тоа сум го приметил. Значи, вака, ако земам на земјинава кугла, ако сме ние овде, оно буквално по диагонала од спротивната негде страна ќе биде 5000 километри, и обично е така, или е лек за рак, или е лек за вишокот на килограми и така натаму, и ако која ќе видиш таму кај што расте, луѓето се исто така и болни од рак, и болни од... сметам дека, да, се злоупотребува потребата на луѓето со многу такви работи. Не следам. Предпоставувам, вие следите и дали ви доаѓаат, например, со дополнителни последици после такви, да речам, од задна страна на весник изрекламирана некаква диета, некаков прашок и после последици некак? Многу, значи... Сепак, вие сте 25 години, се занимавате со ова, имате искуство, имате и успех, па мислам и со право ви се обраќаат до толку сте некој репер. Да ви кажам, искрено никогаш, иако многу сум била на многу интервјуи, и никогаш не сум зборувала и нема да зборувам против никого, секој, нели се појавуваат и салони, се него не збориме за конкретен производ, ние воопшто збориме. Воопшто, и тоа и сакам, но сепак кога нешто сметам дека не е во ред, така на некој начин се чувствувам дека сум толку години во оваа работа и сметам дека треба да го кажам моето мислење, затоа што навистина тоа што го гледам во последните неколку месеци се екстремно деформирани тела на жени, на девојчиња кои пробале одреден известен период некакви храни, подготвени, прашкови и понатака, што довело до многу брзо слабење, многу, значи, кога зборувам, тоа значи за еден месец од прилика 10 килограми, што навистина е многу брзо. Ја имам со такви апчиња како млад 18 килограми за месец дена ослабено. Да. Ама не знам што све последици имам од тоа до ден денес. Јас велам тогаш се од Србија некако од Хрватска кај нас доаѓа на крај. Токму од Белград беше ова донесено, да. И мислам дека секогаш кога нешто доаѓа ново, така чисто како еден совет, дека треба малку да луѓето кај нас да го испитаат како што се покажало во Србија, какви нус појави покажало, затоа што еве со некои пријателки од Белград со кои комуницирам, овие например точно прашкови за јадење и таков тип на хемија се покажува дека има многу нус појави, дека има дури некои состојки што се канцерогени, дека секаде знаат дека аспартам што се користи како вештачко сладило веќе навистина го одбекнуваат сите и велат дека апсолутно треба сите да ги провериме да не случајно содржи некој нешто, дури нели еден период и дури мастики или некои други благи работи на тренот исто така, и затоа велам дека треба секогаш да се внимава, затоа што секогаш е најважно дека треба да се вратиме на здравата исхрана, на тоа што го имаме на пазарот. А ние никогаш, ако се навикнете да јадете нешто што е подготвено, како ќе знаете која количина ќе ви одговара? Вие во своите пакети не им нудите некакви замени за храна, прашоци и такви работи, или идете исклучиво на здрава храна, она што има да се купи на пазар? Ние нудиме, како што јас во книгата го кажувам, едноставно здрав режим на исхрана. Значи, една недела, втората, третата, како да се навикнувате правилно да се храните. Најдов, не знам зашто се смеам, најдов книга што си ми ја подарила има 10 години. Од 2003 Да, со витка на коса си и така натаму, и посветата ми имаш напишано за Јанко, прочита и при мене. И ја најдов книгата, чепкајќи меѓу стари работи, гледа колку зафрлена. Неверојатно, ќе ја донесам утре книгата, ја ископав и се насмеав на ова. Значи,
Ајде, да повториме, да се вратиме на... Токму за книгата, значи, тоа што го советувам, 5 оброци помалку да се јаде. Да нема многу голема количина, да се јаде на 3-4 сата, тоа е најправилно, да се едноставно метаболизмот да не се успорува, да не прегладнувате и да си јадете од се помалку. Тоа е тоа што го советувам и во книгата, а на клиентите кога ќе дојдат им даваме редуцирана диета, протеинска, можеби за известен период, 2-3 недели, но сепак не толку долго, затоа што и протеинската диета не се препорачува повеќе од 3 недели да се држи. Или било која диета, мора да има промена, мора да има одредени намирници да се... Много интересно. Не може без јаглехидрати апсолутно по долг период. Тоа е тоа што и овие прашоци што ги спомнавме, они се првенствено од протеински некои спремени прашкови, така да тие, сушност, ако се држат 2-3 месеци, навистина вие ќе ослабнете многу, но што ќе се случи со организмот? Интересно. Еден од синовите се занимава со интензивно со физички спорт и ми побара од тие прашоците, му треба дополнително да набие тежина. Не зборам за протеини што се продава. Нели оние протеини што ги пијат, тоа да замениш еден оброк, тоа е во ред. Милина, блиску сме до реклами, па затоа сега малце да ја спуштам топката, идеме со првиот блок реклами. Сакам ти кажам, и се распрашувам со нив, викам, што ги добиваат протеините? Па протеини се, тие се од сурутка, од ова, од она и така натаму. Најчесто од сурутка. Но најдов дека голем број од тие прашкови што идат на таа диета се прават ствари од калифорнијски црви. Тоа се црви кои после ги сушат, ги мелат и они се чист протеин. Фала, си задржувам моето право да бидам физички непривлечен. Се шегувам. Сакам да поразговарам и во продолжетокот. Ми интересира, повторно сакам да поразговарам за младите девојчиња, родителите, исхраната, дали и родителите се вклучуваат во овој процес, дали треба да се вклучат, колкав е ризикот по нивното здравје реално кај младите девојки кога ќе забегаат со својата тежина, бидејќи постара жена, веќе во години зрела жена, може поинаку да се носи и со зголемена тежина, но како е тоа кај младите, ќе поразговараме веднаш по рекламите. Почитувани гледачи, повторно во живо студиото на Јади Бурексител 3 со господја Мелина. Разговараме во врска со здравата исхрана, диетите, третманите и така натаму. Интересира да ми одговорите, дали родителите се вклучуваат и треба да се вклучат кај малолетните девојки кои доаѓаат кај вас, дали е тоа правило и така натаму, и дали забележувате кај нив една загриженост, дали има и кај нив зошто дошло до такво нешто за пустување кај детето, дали они уведуваат дека грешеле или едноставно ја испуштиле од контрола? Што е вака? Според мене секогаш треба да бидат вклучени родителите, затоа што сепак треба да го научат и детето да го контролираат и дома, да не греши, да не се крие, да јаде. Ние ќе дадеме нели една листа на јадење што би требало и што треба да се избегнува, но сепак треба контролата да биде од родителите. Некогаш често пати кога ќе дојдат, да кажеме, мајка со ќерка или родителите двајцата со децата кои што веќе имаат доста килограми вишок, дигаат раменици и велат што да правиме, сака да јаде сладко, не можеме да контролираме во училиште кога оди, кога јаде за ужина. А добро, што правиш ти во тие, што правите вие во тие моменти, еве, не можат родителите да ја контролираат. Како вие успевате тогаш да ја контролирате? Мислам, она не е доведена на сила и со ќотек? Не, јас имам пристап со тие девојчиња на некој начин така, како да ви кажам, разговарам со нив најотворено, што ги очекува во животот доколку тргнат по тој пат, нели? Од 20 години да имаат 100 килограми вишок, мислам да се девојчиња од 80-90 килограми. Нема да се чувствува комплетно во друштво или било каде деловно, емотивно,
никогаш сигурна. Мислам, зборувам за голема келажа, не зборувам за 2-3 килограми, 5, нели да зборуваме сега естетика, ум, како што спомнавме, нели. Но сепак она што е важно е да со толку голем вишок на килограми се чувствува несигурно и несрекно. И секогаш велам дека мора да се научи точно во таа мала возраст да ги намали килограмите, да научи правилно да се храни, да прави одредени третмани, програма и да научи исто која физичка активност ќе одговара и да продолжи така здраво да слабе и да се одржува тежината. И скоро секогаш имаме некаков нели првите месеци малце може да имат и криза, но сепак имаме големи успеси кај нив. Што освен психолошкиот и не знам социјалниот фактор, дали имате сознанија во врска со тоа што на пример мене лекари неофицијално, јас сигурно ќе имам и гостувања и на таа тема, дали прекумерната тежина може да влијае и кај плодноста кај жената? Да, се разбира. Да? Мислам, како не, има некои од нив што веќе имаат некакви последици, па затоа и треба да ги изгубат килограмите. Значи, некои од нив дури доаѓаат со некаков здравствен проблем и веќе... Обично какви здравствени проблеми се тоа? Па, обично, еве, во однос на циклусот, да 2-3 месеци да имаат пореметување, така да во однос на лицето исто така да им се поремети сосема, да имаат бубулички, да и тука станат несигурни од прекумерна масна храна. Така да воопшто и немаат енергија, немаат кондиција, имаат можеби некогаш и пореметување во исхраната, затоа што ако прават неколку пати варијации во тежината, да кажеме изгуба 10-20 килограми, па потоа одреден период пак се вратат на старата храна, па качат уште толку или плюс повеќе, и тогаш веќе 2-3 пати такви горе-доле јојо ефекти, нели, од такви само диети која се држи, секогаш скоро се појавува враќање на килограмите и тогаш буквално тие може да добијат и пореметување на во исхраната, булимија, да и психички се чувствуваат дека имаат криза во однос на тоа да сака да ослабнат повторно дури на своја штета на здравје. Булимија? Сакате да кажете дека може и во спротивен правец да иде диетите на сопствена рака? Да, може. Затоа секогаш мора да има контрола и од родителите. До анорексија? Па да, и до анорексија, и до булимија, до пореметување на во исхраната, затоа што навистина таа возраст кога тие не се нели сепак се кревки и емотивно, да кажем, и не се, нели, сепак се уште зрели, мора многу да се внимава и мора да има и контрола и од дома и постојано и воопшто и од кај нас кога ќе дојдат, ние постојано ги мериме, ги охрабруваме, постојано сме со нив. Еве, пример ќе ви дадам, например, за девојчето што минатиот пат го спомнав, нели, од прилика Драгана, која што покажувавме слики. Драгана? Драгана, што покажувавме слики. Ова се сликите што ми ги пративте од неа, не знам дали е ова таа. Ова е таа? Да, таа е да. Ова е со вишок од килограми. Со вишокот на килограми. Овдека е веќе овде. Да, со вишокот на килограми. Добро. И сега, она минатиот пат, кога бев пред неколку месеци во вашата емисија, покажавме слики дека 25 килограми има помалку од прилика. Тоа е ова сега? Тоа е тогаш. Тоа е тогаш. Сега, повторно, значи, има изгубено уште 5-6 килограми и многу се затегнува. Значи, овој период има нови слики ви пратив денеска. Значи, ова е истото девојче што изгуби 25 килограми тогаш, овие 3 месеци одиме на тотално затегнување, измазнување на кожата и тука веројатно ќе ги видите сега, тука се и сликите сега како изгледа, како веќе мускулатурата на нозете и се познава, колку е затегната. Значи, тоа што сакам да го потенцирам цело време и тоа што ги учиме и девојчињата кога ги намалуваат тие многу килограми вишок, 20, 30 и па дури и 10 се многу, е сепак да слабеат секогаш со
третмани и физичка активност. Ова е истото девојче. Ова е истото девојче сега, да. Има уште неколку слики, покажете на каде што и повеќе се гледа и во црвениот фустан. Низините последни слики. Да, тука колку се килограми она изгаби? Значи сега може да се каже 30 од прилика. 30 килограми. 31, колку да. години има? Околу 23 мислам дека 23 има. Мислам години. да, дека има 23 години, да. Каква е незината Видете каква физички? трансформација има. Трансформацијата Да. физички ја гледаме, но како е крвна слика, здравствено? Одлично. Тоа ми е Значи, пред се. цело време кога се работи за намалување на волку вишок на килограми, секогаш внимаваме да еднаш месечно или буквално си направат крвна слика на почеток на третманите, на средина и при крај, за да видат како, што се случува. Значи, крвната слика е одлучна, таа убаво се чувствува, има многу енергија и е многу среќна и се гледа каква трансформација има. Така да... Кога рековте има затегнување на особено на нозете, сакате да кажете дека со вишокот на килограми дојде до деформирање, премногу наталожување на кај нозете, имаше такви... Значи, ја видовте од прилика на таа слика кај што имала вишок 30 килограми, е сега кај секого различно, нели, на кој дел највеќе се таложила масната наслага, но сепак 30 килограми се многу и тие навистина... Овдека е со 30 килограми повеќе, така? Да. Така да, целосно комплетно слабеела и во лицето, и во нозете, затегнувањето и стри во регијата на стомакот, тие што беа појавени, нели, кога веќе качувала килограми, се измазнија, се затегнаа, така да и се приметува во тие тесни фустанчиња што се сликаше сега, овие денови, дека навистина изгледа убаво и затегнато. Значи, она што е најважно е дека нема последици од слабењето. И тоа што постојано го потенцирам, дека таквиот начин на диети кои што, нели, значат прашоци и чаеви и подготвени јадења, односно, каде што велат немојте да правите третмани и физичка активност, е најголем абсурд, затоа што барем 10 особи има. Навистина некои им препорачуваат, земете ги производите и немојте физички да бидете активни. Да, можете да замислите, мислам, да препорачате да не се вежба, да не се прави ништо на телото, да не се мачка со млеко за тело и само месец-два да се конзумира одреден прашок. Тоа е тоа. И барем 10 особи имам што веќе доаѓаат како клиенти со нуспојави. А многу, еве во околните, еве Србија, Хрватска, каде што веќе има примери што се појавиле, значи покрај опуштен тонус, опуштена кожа, веќе што многу треба да се работи за да се затегнува, затоа што ако намалиле 20 килограми, тие качиле 30 и само композицијата на масти и мускулна маса во телото ја измениле. Добиле повеќе масти во однос на мускулна маса него на почетокот. Тоа е тоа кога се слабее само со диета. Девојчево што слабе кај вас? 30 килограми. Нема проблем со вишок на кожа? Нема. Она нема да има потреба да иде на хирургија да ја отстранат вишок на кожа? Апсолутно не. Значи, имаме многу примери, еве и минатиот пат ја спомнавме, не знам дали ги покажавте сликите, ама сега можете, например, на госпоја Адријана Алачки. Јас секогаш се гордеам за незе. 37 килограми, 15 години ги одржува. Значи, не е работата вие да намалите за 2 месеци 20 килограми и после 3 месеци да качите плюс од тие 20 плюс уште 6-7. За нашите гледачки во повозрастни, во средни години. Она ја одржува оваа тежина веќе 15 и повеќе години ја одржува. Колку бара жртва ова? Жртва? Се издржува ли? Апсолутно не е жртва, тоа е само навика. Само навика во исхраната. Да. Начинот на живот. Начинот на живот да е сменет, да се храните здраво, што значи да си јадете. Еве, ќе дадам пример и јас како се хранам, на пример некои житарици. Колку имаш килограми? 58. Колку време ги држиш овие 58?
Па секогаш од прилика 58, 59, тука горе доле 2 килограми, мислам тоа е нормално во текот Но на не ли месец. е тоа можеби конституција? Не, апсолутно не. Јас Тогаш кога ако сум- не е конституција, тогаш значи ти многу вложуваш во тоа. Ете, имаш свој салон, имаш третмани, апарати и така натаму. И ти така се одржуваш. Ништо не правам премногу. Значи, јас правам исто што би препорачала на некој што ќе дојде како клиент да ми биде, да кажам, затоа што јас сум ја нашла една формула за да бидам, нели, мајка со 4 родени деца, да едноставно бидам жена што се занимава со убавина, да сепак го применам тоа ако има резултат и да можам да им кажам на клиентките да, еве има резултат, го применувам и јас, ама и да Како верувам во успеавте тоа. ваква линија да одржите? 4 деца имате. Колкави ви се на возраст, да знаат гледачите? Првото е 10, близначињата ми се по 5 и најмалото 3. 3 години. Да. И дали ова е резултат на хирургија, на интензивни, не знам, електрични, не знам, таму справи, направи и така натаму, кои се баснословни скапи? Колку има тука од едното и друго? Ова е тема за дискусија. Да. Баснословни скапи, сега ќе почнем од позади. Ајде како сакаш. Тоа што рековте баснословни скапи мислам тоа значи да кажеме, еве, може да кажам пример еден. 6000 денари или 5000 денари за 20 на третмани, кои што ќе направат убаво да се чувствувате, да се затегнете малце, да ви посоветуваме како да се храните од прилика. Е многу баснословно скапо, ја мислам дека не. Значи... Не, зборам некои си ласерски, комбинација од повеќе скапи третмани и така натаму. Знаете, перцепцијата кај жените кои, не се негуваат или немаат многу средства, дека сето ова е скап спорт и они не можат да си го дозволат и дека вие добро изгледате, имате 4 деца, секоја ви честа, ама сето тоа многу чини. Нели, како и Холивуд која ги гледаме, да, они супер изгледаат, ама сето тоа е со многу пари. Знаете, размислував во последно време затоа што многу бев некако испровоцирана од овие нови драги клиентки што ми се јавија со многу опуштен тонус, опуштена кожа од такви хемии што пробувале во прашкови. И многу размислував зошто би пробале нешто така. Е многу скапо. Значи, енормно скапо. Да кажеме 400-500 евра да се купи еден пакет со прашоци. До толку се тие Да. прашоци? И сега се прашувам, значи, кога е толку скапо, луѓето што е тоа што ги провоцира да го користат? Значи, тоа што дава брз резултат. Нив не ги интересира. Да, Дај му моментов брз резултат. Значи брз резултат, а какви нуспојави има, тоа после ќе видиме. Затоа и Свесни се дека можат да имаат нуспојави или идат... па јас со сите и денеска така што си разговарав буквално и пред емисијата со мои клиентки што се среќавам, што веќе го има тоа искуство, велат на вистина ми се опушти кожата многу, ми се опушти тонусот, сува, дехидрирана, остарена кожа. Значи, тоа се на возраст од прилика од 50 на години жени, од 40 до 50, 55, овие што поразговарав. Исто така, девојка млада од прилика од 25 години, значи кај незе нема толку опуштање на тонусот, но сепак е помлада. Тоа е тоа што кај повозрастните последиците се поголеми во однос на, нели, помлада личност која што и тонусот е подсвест. Има таа перцепција. Многу е полесно со младиве девојки. Еве видовме Драгана ја видовме, нели, ама она е млада девојка, имала волја, се стегнала со ваша помош и така натаму и така натаму. Што правиме со оние жени кои се веќе во златните години, да речеме, жени кои родиле па малку и нивниот тонус се запуштен, еве, тој е убав еден културен израз, нели, за опуштено, за обично, нели, жени после раѓање, тој опуштена кожа, стомакот, стри, целулит, куфери, како што сами кажуваат. Тоа е тоа што Може ли кај нив? Има ли спас? Поентата ми е, прашањето ми е, има ли разлика
во третирањето на 23 годишна и 43 годишна? Тоа е тоа што таква жена, значи во некоја возраст, зрела возраст да кажам, секогаш треба да внимава многу повеќе, затоа што доколку варира со тежината, кожата и тонусот страдаат многу повеќе, па и на лицето многу повеќе се одразува и затоа такви варијации многу големи во тежината, 10 килограми, 20 горе доле неколку пати, веќе стануваат со големи последици. Младите девојки трчаат, ќе спортуваат, ама ретко ќе видиме 30, 40, 50 годишна жена да вози велосипед, да спортува, да и така натаму, малце поинтензивни вежби за да го затегне тонусот. Рековте дека вие им помагате ненормално многу. Како, на кој начин, како им помагате? Трчаат ли таму? Што се случува? Обично тоа се жени кои баталиле физичка активност во она рекреативна смисла каде што може мускулната маса и затегнување на телото да се стигне. Како тогаш доаѓаа до тоа? Апаратите со кои работиме буквално прават пасивна гимнастика. Тоа значи дека ги советуваме, значи правилно да се хранат, да направиме една добра комбинација од таков тип на апарати што ќе ги затегнува. Како да имаат, да кажеме, вежбање половина час, као 360 стомачни вежби да прават од прилика, толку пати контрахира мускулот, толку пати е за 30 минути третман. Тоа значи дека исто така ги советуваме и да се физички активни, кој сака. Некои од жените и на 30, 40 и дури и 50 години возраст, знам дека и некои од нив спортуваат. Кај нас е поретко тоа, но сепак во последните години се повеќе спортуваат и мене ми е навистина драго, затоа што се разбира, значи и е здраво и се убаво се чувствуваат, имаат и кондиција, но тоа што е најважно е да се научат да го искомбинираат и со исхраната. Кога им препорачувате исхрана, која исхрана им ја препорачувате? Што е тоа што се... Еве, обично, значи, ја имав неколку гости, стручњаци, аматери, стручњаци, дипломирани стручњаци, лекари и така натаму. Има една работа која секогаш води, а тоа е колку повеќе свежа исхрана, свежи продукти во исхраната, дотолку подобро здравје и помалку килограми. Тоа е една моја, ајде да речем, најсимплифицирана верзија на како заклучок од сето она што сум го проучувал и слушнал и така натаму. Какви се вашите третмани кога им насочувате за исхрана? Што содржи, што се вашите сознанија? Која храна е главна и потребна? Зависи колку килограми треба да намалиме. Во секој случај им препорачуваме први одредени неколку диети за да си одберат нешто што сакаат да јадат, да кажеме. Така. Да. Но сепак како... Значи сепак спрема вкусот, да не им биде премногу драстично психички. Она што го препорачуваме како здрава исхрана е балансирана исхрана и што повеќе свежи продукти. Значи, свежи салати, свежо овошје. Вечера не, тесто не, благо не. И секогаш ќе изгледаат убаво и нема да ги качуваат килограмите. Што правите, еве, ви доаѓа и ви велат, не можам без вечера, не можам да спијам, се будам на вечер, идам да јадам. Добро, знам по вечера себе. во ред, туна салата. Значи, во ред да се вечера, ама да се вечера тоа што треба, да не се отвори фрижидерот, да биде некој прегладнет и да изеде буквално и благи работи и тестенини, затоа што буквално сите што дошле како клиенти со зголемена килажа се од тестенини, од брза исхрана и од благо. Обично... Англичаните имаат една велат, бела смрт го велат тоа. Брашно, шеќер и сол. Бело брашно, бел шеќер, сол. Така е. Значи, тоа се вика трите клучни работи кои имено и мене ми е контраиндициран заради мојата зголемена тежина. Јас почнав совесно брашно да им правам палачинки и такви работи. Многу е поубаво и имате ли некакво искуство со совесно брашно? Не сум пробал, но тоа е интересно. Со безглутенското? Не сум пробала. Затоа што Иве Джокович, например, исто така, он
Но навистина белото брашно треба да се избегнува. И верувам дека секој што малку е со здравата исхрана, да кажам, малку има пробано повеќе, тогаш знае дека доколку јадете тестенини, како се чувствува после тоа, дека ако се одвикнете од белото брашно, потоа ви е тешко. Гледам се смеете. Тешко е одвикнување. Не, немам проблем. Одвикнато е кај мене. Проблемот е што јас знам психологијата, затоа што јас сум поминувал исто. Иако покрај моите килограми, мене мојот фрижидер денеска наликува на продавница за здрава храна и мојата крвна слика и холестерол се како кај млад човек и покрај се во ова. Имам тенденција да си таложам и да си вечерам, така да тоа е тоа, дури и со полесна храна. Но и многу не се трудам, искрено да ви кажам. Да внимавам тоа. Не е проблем што се внесува, туку колку се внесува. Човек да јаде и зелка, ако јадеш 4 главици зелка од по 5 килограми, што си направил? Па не, и со овошјето не треба да се претирува. Факт е доколку се И на тоа се диета не шеќер. им препорачуваме толку многу, точно. 2-3 Бананата овошки на сега ден. се знае која е. Банана поретко, Така. но сепак од се помалку и така не се лишава организмот од многу свежи продукти, од здрави витамини. Кога ќе речете не бело брашно и не тестенини, психологијата на просечен гледач, човек, жена, ќе ви рече, па шо да јадам тогаш? Немам шо да јадам. Тука е лебот, тука е геврекот, тука е питата, тука е бурекот, тука е ова, тука е она, тука е се тестенините, све им е тука. И они сега се наоѓаат во една ситуација, па немам што да јадам. И не знае да се снајде во тоа. И тоа првин е стравот. Не знам како вие ги... Јас билам навиката секогаш, затоа што некако од мали не учеле на така на тестенини, такво поднебје сме да има дома, да па некогаш и да е месено и така да се готви. Но мислам дека малку по малку последниве години се повеќе луѓе внимаваат на исхраната. Јас гледам и со пријатели кога ќе седнеме на вечера, како сите некако размислуваат во тој правец. Знаеш зошто, господјо Милина? Затоа што кога ќе дојде задушница, не можеме едни преку други да стигнеме да ги посетиме гробовите на нашите родители, кои ни заминаа на најчудесен начин, а сметавме дека живеевме во некое совршено време, во некои совршени амбиенти, каде што леп, бел леп, кркај, бутај, компири, помфрит, све тоа, секој ден месо. И ни заминаа родителите, ние имаме последици со здравјето, медицината иде се понапред, а ние сме се поболни, а нашите се побрзо си заминуваат од чудни болести. И човек нормално дека донесува, вели, чекај, прва работа, редуцирам исхрана, зголемена физичка активност. И за месец дена, мене од холестеролот плюс 1, ми е минус 1. Мене ја добив последно, кога отидов кај мојот кардиохирург, која ми рече, која ми погледна, ми вика, господин Илковски, вика, ја се во ова гледам, многу сте дисциплинирани, но и холестеролот е потребен на организмот. Ве молам, почнете да јадете мрсне, а сега ја веќе сум одвикнат и така натаму, па така да ја исфрлив тоа. Но малку физичка активност и малку повеќе здрава храна многу брзо ги дава резултатите. И мислам дека ова што го гледам на Кеј многу ме радува, како никогаш досега. Тоа значи свест. Да. Значи, вие ја чувствувате таа зголемена посетеност, не е тука, знаете, низ комуникацијата со вас, бидејќи порано ги перцепирав салоните за убавина, баш буквално за тоа. Иде жена да си направи фризура, его трип, некој ќе налакира ногти. Не, овдека е бркање здравје, здрав живот, подобар и поквалитетен живот, и мене ми се допаѓа. И гледам дека, ете и вие со годините еволуиравте од еден салон чисто за убавина во еден салон за убавина и здравје. И се повеќе и повеќе, не сте само вие, ја им се извинувам, има и други, не е само Силуете во Македонија, ја го имам тој личен контакт со вас, не е тоа никакво чудо и така натаму и се рекламирате, ништо надвор од вселената.
но тоа значи дека се повеќе и повеќе свесно луѓето не можат сами. Нив им треба помош. Дефинитивно им треба добра едуцираност, значи тоа е многу убаво што правите вакви емисии со стручни соработници што слушаат се повеќе. Исто така, воопшто и други емисии, други медиуми слушаат за здрава исхрана, па некоја книга ќе им дојде во рака, па се рекламираме, па што е што, некои третмани ќе слушнат некои спортеве, ќе прошетаат малку, ќе видат пријатели што трчаат, па ќе кажат другарка ми се занимава со некаква активност, па ќе почнам и јас. Така некако кај нас се шири тоа и тоа ме радува многу. И со оваа работа стварно се занимаваме многу долго време и никогаш не сум можела да бидам нечесна и да кажам еве сега јас продавам третмани, да им кажам на луѓето немој да вежбате. Мене ми е тоа нелогично, јас не можам да кажам нешто што нели го продавам ова што го продавам, немојте да спортувате. Апсолутно едно со друго оди заедно. Значи физичка активност и третмани или едно или друго, некој сака да се занимава со третмани, некој повеќе сака да лежи и да биде уклучен на некој апарат. Но сето тоа да биде здраво и скомбинирано едно со една здрава исхрана, макар и да трае 2 месеци да ги изгубите тие десетина килограми, ама да постигнете една фигура што нема да има последици по здравје, по тонус, по стри, по кожа. Што препорачувате, ова како препорака да го сватам, 10 килограми за 2 месеца. Тоа ми звучи здраво. Да, тоа е во ред, така некој просек ви кажува. Килограм на неделно. Да. И отприлика тој пакет еден што јас си го кажувам како фаворит, 50 третмани, 12.000 денари, онака, еден убав пакет каде што има буквално се од тие кавитација, криолиполиза, микрокомпјутери. Чекај, Значи, баш го видов тоа. клиенти. Малце, ја ја видов, пуштивте една реклама кај мене во емисија, кавитација, криолиза и така натаму, јас се зачудив. Што значи тоа? Многу страшно звучи тоа, кавитација, ми изгледа како некоја сонда да Јанко зини и се некоја сонда во мене нешто или некој ласер ке ме сече. Што? Не, апсолутно не хирушка. Што значи тоа? Нели тоа значи буквално не хирушка Неинвазивно, липосукција. добро. Да. Ти имаме Каква липосукција? не хирушка липосукција. Значи буквално топење на масните наслаги на одреден начин, која зависно која апаратура. Кавитацијата е со ултразвук, криолиполизата е со ладење или смрзнување. Чекај, опиши ми ги малце процесите. Секој процес опиши ми го, не знам ништо за нега. Значи имаме еден првиот го рековте? Кавитација. Тоа е со ултразвук. Да, со ултразвук, значи Добро. апсолутно безболно, нема никакви ласери, нема ништо, буквално една сонда ултразвучна, што се чувствува како поминува на телото, поминува обично на стомак, се користи каде што најголем дел. Значи се користи на оној дел кај што има највеќе масна наслаг. Буквално. И се топат масните наслаги. Исто криолиполизата на по пат на смрзнување. Значи тоа е една голема сонда каде што се поставува исто на регија каде што има најголема масна наслага и се намалува 2-3 сантима или 5-6. Што? По пат на смрзнување. Значи Какво смрзнување? Не е тоа опасно смрзнување? Не, апсолутно не. Локално го замрзнувате тој дел? Локално се смрзнува тој дел и масните клетки буквално се смрзнуваат и одумираат. Да. И ова медицински е издржано, вие смеете да го правите? Не е опасно? Апсолутно не. Значи, работиме како се гледаме чудно. Вие ме гледате зашто јас ве гледам чудно, мене ми е доста ова работиме неколку години, можеби 6 години сигурно со кавитацијата, криолиполизата веќе 2,5 години. Никаков проблем кај никога не сте имали? Липолизата сигурно 10 и повеќе, никаков проблем, никогаш не се јавил. И само треба малку трпение. Значи тоа велам буквално едно месец дена да се даде како 3 пати, 4 пати во неделата да се доаѓа на одредена програма која што ќе даде комбинирана програма пред се. Третата што беше? Липолиза. Топење на масните наслаги. Попадна апаратура што прави пасивна гимнастика, значи тие контракции што ги спомнавме, но одредена фреквенција што делува на топење со ниска струја, така.
со ниска струја, да, добро, тоа сум ја искусил. Имам искуство прилично со тие. Со таа и впрочем, тоа вие што го користите ова со електрични импулси, контракции, создавање кај мускулите да симулираат вежбање, е уствари апаратура создадена од врвните атлетски школи за спортисти, каде што спортистите во еден момент, развивајќи ја мускулната маса за секој дел од телото, постојат некои мускули кои никаква вежба не успева. Значи, развиено е паралелно за спорт, за врвни спортисти и за рековалесценти на тешко болни, парализирани, кои треба да им ги вратат мускулите во форма. Па од таму се овие апарати се покажале дека се добри и во козметиката. Така. Развиени се од врвната медицина и ова е старо поприлично. Да, и јас Не е велам нешто секогаш основно. Значи во сите наши програми јас велам дека секогаш е темел, затоа што и така би требало да биде. Секогаш кога слабеат луѓето да прво им биде таков тип на апарати искомбиниран. Значи да го затегнуваме телото, да биде да нема последици од слабење, макар и 100 килограми да има некоја жена, да полека се намалат и на 60, ама да нема никакви последици, да се затега додека слабе. Одиме со вториот блок реклами, а постоја ќе ми објасните како да не се постигне јојо ефектот и како вие успевате со 4 деца. Ке ослаби човек. Ке се стегне. Со ваши, без ваши третмани, со прашоци, без прашоци, со добра волја, но како да се одбегне јојо ефектот? Дефинитивно има враќање на килограмите и тоа буквално без ништо да промениш. Мене лично ми се случи, после мојот здравствен проблем, успеав да ослабам 20 килограми и сменив потполно режим на исхрана. И тој режим на исхрана го држам до ден денеска. Но во меѓувреме се смени тоа што вратив околу 6 килограми од тие 20 изгубени. Очајна беше борбата. Едноставно ништо не можев да преземам, не можев ни да ја зголемам повеќе од физичката активност, од таа што е, бидејќи физички не можев повеќе од тоа, нити да ја намалам исхраната нешто повеќе, затоа што веќе ми беше претерано, веќе проблем ми стануваше. Зошто се јавува тој јојо ефект? Има разни тумачења. Некој велат дека организмот ќе те толерира после некое време, ќе ти дозволи, но после му се вклучува аларм дека слабењето го сваќа како болест. И потоа вклучува други, не знам какви механизми во себе, каде што иако нема ништо да смениш, он ќе ти врати килограм. Вие велите дека имате третмани каде што тој јојо ефект потполно се избегнува. Како и зошто? Прво и основно најважно е да се научат постепено правилно да се хранат. Значи, во одреден период, нели, да слабеат една недела, 2-3, како што треба со одредена диета. И потоа полека, откоја ќе ги ослабнеме тие, да кажеме, 10 килограми, ако треба толку да се намалат, како да се одржат. Постепено да се внесува храна, да биде балансирана. Тоа што секогаш ги советуваме да имаат чести оброци, да не се прегладнуваат, затоа што јојо ефектот се појавува доколку се наруши метаболизмот, односно се прегладнувате и потоа одреден период ништо не јадете на такви диети изгладнувачки, па потоа и малку храна што ќе се стави во организмот, сака да ја складира како резерва. Така, бидејќи вика нешто не е во ред. Да. И ти продолжува значи со таа, а очигледно нешто сум сгрешил кога сум ги вратил овие 5 килограми. Тоа е суштината и затоа е многу важно полека и постепено да се... Значи никако гладување прво. Никако гладување, чести оброци помалку.
на неколку сати да се јаде, макар и мала ужинка, ама буквално да работи метаболизмот. Во исто време, тоа што го потенцирав и во денешната емисија цело време, значи мускулната маса да не се дозволи да се опушти, затоа што со намалување на мускулната маса и метаболизмот се уништува и затоа е многу важно да имаме цврст тонус на мускулите. Така да на тој начин, ако се оди постепено да се привикнувате на помалку јадење почесто, постојано да сте на третмани кои што или физичка активност што ќе ве затегнуваат и ќе се чувствувате и поцврсто, да нема последици од слабењето, тогаш секогаш ќе се избегне и овој ефектот и секогаш ќе се и кило-две да се поремети. Вие покажавте господја Алачки. Она имаше навистина порано многу вишок на килограми, сега одржува една стабилна тежина. Предпоставам дека таа жена не гладува, има нормален режим на исхрана. Сигурно не гладува и незината работа не и дозволува да гладува и нели работа во ресторан кога и пее и верувам и до доцна. Сега верувам и вака сме разговарале дека некогаш и греши, некогаш и ќе качи 3-4 килограми, но сепак научила како да се совлада и потоа како да ги намали за многу кратко време. За да едноставно си го уклучи алармот да не качува повеќе, да не јаде премногу тестенини, да не се опушти да јаде повторно благи работи и во големи количини. Пити и гибаници во гостиварско, да се редат редовите. Добро, ама помалку, да се проба помалку, ама ја велам па дури не мора ни малку. Ретко. Се шегувам. И тоа е многу важно. Што прават овие еве, кога ќе започне на вака, колку би требало да по вас трае еден процес кај таков кога ќе веќе жената се утврди или мажот се едно се утврди после со помош, нели, на режими на исхрана со комбинирано со овие третмани кои ги спојувате, кои даваат па еден дополнителен, нели, кога ќе видиш со негова помош исчезнало кајшот, уште едно копче, тоа ти дава малце потик и така натаму. Колку е временски потребно? Ја знам дека вие за овие 2 месеца имате пакети страшно добри и со страшно брзи ефекти. Дали овие пакети кои ќе ги искористат, еве, до летувањава, еве, не знам, планира сега, не знам, за месец дена да ослаби многу килограми кај вас, дали има шанси да не се случи тој јојо ефект? Сигурно дека не, затоа што по завршувањето, да кажеме, со пакетиве, секогаш им препорачуваме пакет за одржување, што значи да дојдат одреден период, од прилика еднаш неделно, еднаш во 2 недели да доаѓаат, да се мериме малку, да видиме како што се случува, што јадат, да не се вратат повторно. Да не случајно се едноставно опуштат малце повеќе и да почнат да качуваат килограми, што навистина ретко се случува. Има ли шанса некој да дојде и да нема успех? До сега немало таков случај. Кажете ми, кога ќе го видат тој успех, кога ќе ги ослабат килограмите, што е прво што бараат жените? Што прават прво? Не знам, ја Драгана видов тетоважа на ногата. Сега не знам дали е стара или е нова. Дали е тоа па нешто како моментот на таа голема физичка промена и психичка промена, па се обелили. Обично сакаат да прават коса, надградба на коса. А тогаш се доразубавуваат. Да, тогаш некако идат на некои финеси плюс. Па да се затегнуваат дополнително со одредени третмани што се за затегање повеќе. Дел од жените што сакаат да прават лифтинг, има сега еден нов лифтинг на подбрадок што навистина има еден голем резултат. Дженифер Лопес го рекламира. Фейслифтинг? Не е фейслифтинг, само лифтинг на подбрадок.
Joe Lift, така го се нарекува, од Британија потекнува. И буквално Дженифер Лопес е ставена како заштитно лице за третманот. Полжави шета по лицето? Нема таква работа. Има еден апарат што се работи пак на тонус, значи тоа што го зборуваме стално, пак на тонус и многу природно, само што се тоа микроструи што не се чувствуваат, така да е многу нежно, многу еден убав третман, но има резултат од првиот третман да забележат затегнување, измазнување и благо топење на подбрадокот. И во секој случај, жените што се на некаква диета, треба секогаш да вклучат третмани околу лифтингот на лицето, затоа што тоа навистина тонусот на лицето многу страда доколку се слабее драстично, се намалува килограмите, па се зголемуваат и тогаш треба да се обрне доста внимание, да се затегне убаво и мускулатурата, да исто така се подмлади како на телото. Сакаш да ми кажеш, Милина, дека све ова што го гледаме, Холивуд нема ништо само од себе, дека се тоа е резултат на многу труд, нега. На нега, труд и нега. Ајде, некои се на хирургија, добро, да речеме, тие ги познаваме и така натаму, со многу силикони, кубикажи од силикони и слично, но ставање, не знам, и така натаму, вештачки праење, но повеќето ова што го гледаме мора да има труд, нега, исхрана. Да, и тие што ставиле силикони кубикажи мора да ги одржуваат. Значи, и џабе и да ставиш, кога, ако после тоа се качат килограмите, па или по сукција да се направи, ако потоа се на маса се јаде се и се што повторно и благи работи, и тесто, и се калорично, повторно ќе се качат килограмите и потоа Каков е сексуалниот живот кај дебелите, каков е кај оние откако ќе ослабат? Разговарате ли за тоа? Па не, кај нас немаме затоа што дискусии. прилично, па добро, не знам колку интимно се дружите со вашите пациенти, обично велат дека либидото е многу поцврсто, посолидно, појако, кога човек се чувствува посамоуверен, особено жената со своето тело. Па секогаш верувам дека жената е нормално посигурна во себе, кога убаво си се чувствува во своја кожа, се чувствува и здраво, и витко, и нормално. Но не сме разговарале. Добро, не беше планирано ова прашање до вас, ама си доаѓа логично затоа што следното е па резултат на сексот. Вие сте мајка на 4 деца. Како успевате да бидете и успешна? 4 деца, многу детно семејство. Прво да ве прашам, дали некојаш од владата кои толку сакаат да пропагираат, нели, ете, Македонија е во бела смрт, има се помалце, вие сте мајка на 4 деца, дали некојаш ве контактирале за некој клип, за некој спот, како успевате, како се одлучивте, нешто имало такво до сега? Па бев на вест на насловна страна со 4 деца. Тоа беше, да, така околу, само што се породив тогаш со последната со Лана. И инаку, вака конкретно за некој проект не. Така да, јас се радувам, јас во исто време, нели, како што е проектот на владата околу многу детно семејство, јас самата, кога ќе ме прашаат како со толку деца, јас велам сите што можат да имаат што повеќе деца, затоа што навистина е голема благодет да имаш многу дечиња. И едно семејство со многу деца е стварно нешто убаво, така. Ве трошат ли многу пари децата? Па, релативно сега да кажам дека не, нормално дека има големи трошоци за деца и ќе има сигурно повеќе, како што ќе стануваат и школски деца и така и понатака. Но не е нешто неподносливо, да речеме. Но сигурно дека и 2 деца и 3... Финансискиот фактор не е пресуден или е пресуден за 4 деца? Не знам, мислам дека нема толку голема разлика помеѓу 2, па се 4, некако се уште не ја чувствуваме толку разликата во однос на трошоците. Секако едни со други, они се на иста возраст, па некако заедно носат, се уште нема. Ме интересира, дали си ти од многодетно семејство? Колку браќа и сестри? Јас имам брат еден само, а само мојот еден сопруг брат? има само единец. Единец.
Интересно е, обично велат дека нели многодетни семејства доаѓаат од деца кои и они биле многодетни, но еве вие сте еден исклучок и пример. Успешна бизнис жена, силуете постои 25 години, имате колку салони низ Македонија? 6 салони. Да. Бизнисот ви иде толку добро, вие приватно ми рековте на пауза дека многу време и дел од денот посветувате на семејството. Кога ве прашав како успевате, бизнисот е одлично поставен, што значи имате одличен бизнис план поставено, дека добро сте целиот концепт дека добро ви оди. Па на некој начин нормално дека мали се децата и приоритетот е се тие и семејството и затоа и помал дел од денот можам да бидам на работа и да ги организирам работиве, но имам добар тим и во двата салона во центар и во Сити Мол, каде што навистина сите се онака искусни, професионални. На 6 салона не е малку, тоа е и голема логистика. Да, постојано асистенти имам од нив, мислам да ми помагаат девојчињата од салоните во однос на тоа некои новитети да се вклучат нови. Имаме стално обуки од странство, сега имавме од Франција, од Биолоджик Решерже, десетина дена естетичарка што беше дојдена во нашиот салон како новитети да се вклучат во однос на лицето, телото, косата, дел од таа програма што е врвна во светот. Значи Биолоджик Решерже, кога ќе се каже, се мисли да вистина за нешто што е нај. И затоа и сакавме и да директно да имаме човек што ќе ги едуцира персоналот, да имаме и третмани како што треба. Колку години имаш? Јас? Да. 42. Не се срамиш да си ги кажеш Па годините. Не, јас знаев, туку сепак да 4 деца би одела на 5? Па може би, не знам. Во моментов Ме некако се фасцинира мали. твојот одговор што не рече одма не. Браво. Ја искрено ти се восхитувам. Стварно ти се восхитувам затоа што си позитивен пример како човек и како личност, позитивна си, пријатна си за во друштво, успешна си и тоа е некакво мерило, а мајка си на 4 среќни деца кои имав чест да ги запознам, многу се живи и весели, тоа се кажува, и успеваш да го најдеш тој баланс во животот и на некој начин добре дојдена си во оваа емисија, без оглед што имаме и маркетинг дел, но имаме и дел за директно за здравјето на луѓето, но и една позитивна, успешна, приказна. Кај се гледаш во животот? Еве, 42 години си, кај се гледаш наредните 10-20 години? Што ќе правиш со себе? Децава ќе растат, ќе ги следиш, сигурно нема да ги испуштиш. Имаш ли некои други планови? Имаш ли некои други соништа? Па, искрено... Кога веќе сети оди вака, мазно си благословена да ете имаш и многодетно и успешност и среќа? Децата пак, ќе кажам, се приоритет да се воспитаат, да се однесат на прав пат, да кажам, и верувам дека и салоните, односно во исто време ми значат многу, Ќе развиваш таа приказна, значи? Па да, би сакала. Колку што ќе имам време и понатака. За сега по неколку сати одвојувам, а и понатака мислам дека некој дел од медицината може би вклучиле понатака. Размислувам на таа тема да вклучиме дел од третманите што не се нели хирургија, туку како што дел од дерматологија. Да бидеме искомбинирани на некој начин. Многу ти благодарам за ова гостување. Се надевам дека сите прашања кои ќе ги имаат евентуално гледачите при наредни во врска со ова, можат да се обратат на вашата веб страница на Силуете и да ги најдат сите контакти. Ја ви благодарам уште еднаш, многу успех и многу здравје на вам и вашето семејство. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Лека ноќ и пријатно.